Викендов кој измина одиграни над преварите од втората кошаркарска лига на Македонија. Во шестото коло екипата на Пелистер забележа убедлива победа на свој паркет во спортската сала Младост во Битола над тимот на Тетекс со 81-71. Избраниците на Зоран Петковски се во серија од 5 победи и само една загуба, и тоа на стартот од првенството од екипата на Охрид во второто коло. Пелистер по одиграното шесто коло е на втората позиција со 11 бода, бод помалку од лидерот Охрид. Мислевме дека ќе биде еден од полесните на превари, но еве се случи токму спротивното. Тетекс е доста искусна екипа, веќе доста години во овој состав игра втора лига. Знаевме дека ќе сакаат да не успорат играта, да игра споро, бавно. Ние подлегнавме, наместо ние да ги метнеме во наш ритм, тие во нивни. И второ полувреме, еве, малце трета четвртина се разбудивме, така да кажам, со некои совети на полувреме, така да одигравме малку побрзо, со повеќе контранапади и погодивме некои шутеви од далеку за 3 поени, така да очекувано беше да победиме, но не толку тешко. Мислев дека ќе биде полесно, меѓутоа нема натпревари лесни повеќе во втората лига, затоа што и втората лига е доста квалитетна, посебно гостинските натпревари. Доста квалитетна за разлика од лани, од ланската година, затоа што неколку екипи веќе доста се појачаа со подобри буџети од лани и од минатата година, така да мислам дека ќе биде ова второ место за нас приоритет во оваа втора лига, но што ќе се случи натаму не можам да кажувам, затоа што уште не ги познавам доволно ни екипите за да помине овој прв дел, да ги видиме сите екипи со какви играчи располагаат, па потоа ќе видиме како ќе биде. Нареден натпреварот со Вардар, доколку тие загубат во Скопје, доколку загубат утре во Охрид, ние сме сами на втората позиција. Доколку победат во Охрид, го делиме првото место 3 екипи. Така да сме во горниот дел на табелата, да ви кажам право и малце неочекувано, затоа што екипата на Пелистер, морам да напоменам, се состои од 14 битолски играчи, еден играч од Прилеп и еден играч од Скопје, што посебно ме радува. Имаме тројца поискусни играчи, другите 10-12 играчи се околу 19 години, сите се битолчани, што посебно ме радува, работиме максимално професионално, со начело со председател Љупчо Стефановски, имаме нов управен одбор и нели сме акционерско друштво под општина Битола и за сега екипата функционира доста професионално и доста добро, мислам, и навистина не очекувавме ваков старт, посебно победата со Гостивар тука и победата со Водјански лисици во Скопје, што не дигна горе на табелата и мислам дека ќе останеме второ, трето место до крај така. Во преостанатите надпревари, лидерот на табелата Охрид, во последниот надпревар на свој терен ја победи екипата на Вардар со 83-75. Екипата на Ангели со 87-76 го победи Шкупи. Радовиш подобар од Академија ФМП со 77-74 и Гостивар славеше над Водјански лисици со 76-68. Во следното коло на 5 декември, Пелистер му гостува на Вардар во дерби дуелот на колото. На табелата Охрид е лидер со 12, Пелистер има бод помалку 11, Вардар е трет со 10, колку што има екипата на Гостивар. На петото место е екипата на Водјански лисици со 9, Тетекс, Академија ФМП и Ангели имаат по 8, Шкупи и Радовиш се на дното со по 7 бода.